Почитувани, добар ден, еве сме во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич и можеме впрочем да го продолжиме разговорот за сите оние кои беа дел од емисијата во тек, оние пак кои сега се вклучуваат исто така со тоа што можат да предложат и да почнат да иницираат некоја тема која што сметаат дека е битно со оглед на тоа што еве слободна тема е денеска на крајот од неделата и јас не би давал ништо како вовед да го искористиме времето, на вас е да одберете за што ќе зборувате, а може би е подобро да некако ете заедно бидеме во таа дискусија, во комуникација, отколку да се дава некаков вовед специфичен, па да се одзема време и така натаму. Што значи дека можеме и веднаш да почнеме и до толку повеќе што е слободна тема да дискутираме за се што ќе предложите и мислам дека затоа и подобро и поинтересно да дискутираме во текот и низ емисијата заедно. 60-91-924-925 се телефонските броеви. Еве, почнуваме или продолжуваме како веќе со кого, дали се надоврзуваме или за прв пат се слушаме. Но еве ќе видиме кој ни е првиот гледач за да ја отвориме и ова емисија, последна во оваа работна недела. Добар ден, повелете. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Се слушаме? Да, повелете, вие сте. Првиот гледач сум ја. Одлично, добро, кој да е, мислам не... Така. Повелете. Исо, Да. дали не слуша македонскиот народ? Ние нешто зборуваме, дали нешто разбираме или не разбираме? Пак ќе го повторам. Мицковски да се исправи пред цел македонски народ и да кажи дека бугарите треба да го отворат уставот за да барат тие да го отвориме. Мицковски да им кажи, да пресудите кажа, дека рече милиметар не отстапувам. Сега, пошто то бугарите што го барат, треба ти да контра да го дадат. И затоа да се испре да кажи на бугарите уставот док не го отворите вие, ние не отвораме устав. Ја мислам тука ќе заврши Македонија со преговарање со Бугарија и одма ќе не примат во Европска унија. Па удрима се контра да видиш како ќе оди работата. Гледаш дека цела Европа стои зад бугарите. Ти исправи се сам, застани, ја мислам дека ќе биде победата на наша страна. Иначе вака, одложено, значи, кој ќе спомнат одложено, ми се повраќа стомакот топако ми се врти. Какво одложено бе? На одложено ќе умираме. Срамотато одложено. Еве беше Кичево одложено. Дека оди сега градоначалник нека стави во Кичево на одложено за територијалната поделба што се правеше. Добро што му текна, ја замале зборувајќи за Бујер Османи дека работеше против Македонија и дека бараше Сан Стефанска Бугарија да стани Бугарија и Албанија поврзани и едва разбра и го некако го провлече, го кажа, ама не е јасно. Излези кажи дека што мислат тие. И албанците што мислат и бугарите што мислат. Да, ви благодарам, поздравувам, но генерално е јасно што мисли Бугарија или ЕУ. Впрочем, во таа смисла и Петар Сијарто вели денеска баш гледам, да, има билатерални проблеми со Бугарија, блокирање и така натаму, но Бугарија не ве блокира 20 години. Не е само Бугарија причината или пречката. Со други зборови, значи, пристапот, околностите се знаат, а битен е нашиот пристап. Особено кога стана збор за нешто што со години трае, долго време. И во таа смисла гледам сега и председателката Силјановска-Давкова по однос на средбата која требаше да биде со председателот на Бугарија Радев и нема да биде наместо него премиерот Желјасков.
Вели, па е добро, јас немам проблем со тоа, нека е само да се излезе пресрет и ЕУ и решавање на проблемот и така натаму. Не го коментирам тоа, но зборувам околу пристапот, значи тие не може да отиде председателот, да биде на ниво председател, оди премиер. Сега зависи до нашиот пристап, значи вие гледате Трамп или Путин не одат со, ако се гледаме ќе се видиме, не можам, па не може да се видиме. Во ред е пристапот секако е и благороден и со сите епитети, да не ги набројувам, човечки пред се, со желба да се помогне, хуманистички и така натаму. Но не функционира во политиката тоа, затоа не го велам ова на сметка на председателката, ниту сакам да го коментирам. Туку коментирам постапка, дали ќе донесе нешто околу тоа, околу решавањето на проблемот. Па ние имено, значи толку 30 години правиме отстапки. Па смени ова, па смени ова, па смени она, па направи вака, па сега ова, па еве препораки вакви, па сега нема да дојде председател, еве премиер. Добро, ајде, јас председателка, еве и со премиер ќе одам сега. Па тоа е 30 години се прави и ништо. Затоа велам си Јарто вели, па Бугарија е сега овие години, вие сте блокирани повеќе од 20 години. И отстапки се постојано нешто што се прави отстапките. А нема резултат. Или можеби е дури контрапродуктивно. Председател со председател, не знам, шеф на, не е битно, директор, собственик, бизнисмен, со каршилак си фаќа. Ба, еве, сега нека дојде менаџерот на продавницата и така натаму за бизнисот. Чекај, ништо, тогаш преговараме со друг. Ама не може така. Па може така, јас сум председател, дајте председател, не може зафатене. Кога ќе биде, дајте, ставете на агенда, ќе седнеме така. Значи, во смисла на постапките. А сите комплименти во смисла на 30 години отстапки кои ги прави Македонија како гест, велам, на добра волја, на срдечност, на гостопримливост, на благородност и така натаму. Но не функционира. Тоа е работата. Јас сум прв кој не би и не го прави тоа ниту приватно да поставува некои формалности и така натаму, но очигледно тука мора да се знаат. Не може да ве во амбасада каде и да е директор не ве прима или еве кога е со граѓаните, тогаш ајде граѓанин да појде, па не може, министерот е зафатен, градоначалникот е зафатен и нема време. Сега за ова па зафатен бил председателот, па добро, еве сега премиерот, па не одам. Ке го реши ли ова? Нека оди ако го реши. Но ние тоа го правиме 30 години и ништо не сме добиле од тоа, освен само промени. А никој не ни кажал ни благодарам. Еве, види, не прават разлика кој е, како е секому да му и со секого еве пресред да излезат. Ниту се цени, ниту се прави нешто во таа смисла. Повелете, добар ден. Почитувам водител, Да. не се работи за благодарам. Ви благодарам, повелете. Да, добро, повелете. Име на телефон. Да, аха. Почитувам водител, се работи за немање авторитет. Аха. Почитувам водител, се работи за немање став. Почитувам водител, се работи за големи фалинки во нашата историја, кои што до ден денес не сме ги отстраниле. Што сакаме ние од сето? Ја и вчера и пред некој ден спомнам. Па ние сме воздух. За сите оние политички земји, окружувања и Европа, ние сме невидливи. Кој авторитет? Робустниот што го обоват коленцата? Каде доди што клечи, пакнува чевли, лиже чевли? Што од сето тоа? Имаше историски 3 посети во Америка, така ги потенцираше. Што донесе од таму? Почитувам водителу, без авторитет нема ништо. Ние виднавме одека Белорусија и европските земји будно го пратат се тоа што се случува овде. Ве молам, гордата Гордана,
се нафаќа да иде на место на овој што го бодат пацињата. Тоа е авторитет. Па ти ако си председател, а не те прима тамошниот председател или било кој, не смееш да помислиш да одиш. Так, идеш кого ќе се наклова да го бакнува. Прегратките се сеќавате со Радев? А? Онија десна рака, лева рака. Са кого ќе бакнува? Но ти знае, па не иде да го стават портирот, да кажат тоа е премиер и него ќе му се напродат. Немаме авторитет, фала. Благодарам, да, па и токму за тоа зборувам пристапот во изминатите десетлетија. И тоа од барем на функција, на највисока функција, на највисоки позиции луѓе. Затоа се вратиме наназад и не знам како беше она љубави или што знам и така натаму, се едно. Еден куп има, нели, плејада на тие ситуации. И едноставно тоа е, ние имаме континуитет, но континуитет на апсолутно таа подчинетост. Ке се јави некој да дојде преку ноќ, добро еве, ке се јава, дојдете таму, ке дојдеме веднаш. Едноставно, во ред е работни групи што како има, но тие средби со, велам, највисоките функции, тоа се знае како оди. Или се едно, да, добро, еве, дојдете, не може Желјаско, а, добро, може, ке одобрите тогаш, а па не каква врска има. Па има врска, што сакате да се видиме. Дајте или председател со председател, или ако е вака што ќе ја симнете блокадата, ќе дојдам веднаш, еве. Не мора ни премиер. Дајте, пратете некој документ таму да ви подпишам. Е па како то? Па тоа, ако сакате сериозно да зборуваме со референтни луѓе, со кого јас да зборувам? А потоа председателот ќе изнесува своји ставови и не знам ќе гради своја. Значи едноставно тој праќа свој представник, кој да е гласник. Ќе пратиме и ние, ете, затоа еве преговараат и САД и Русија, представници во Турција, во Истанбул, па се договараат. Трамп си седи или си средува своји обврски, Путин свој. Па ги известуваат што направиле. А ако треба конкретно, ќе дојдеме, ќе се видиме тогаш. Така и тоа велам, да, има готово е, пратено е, спремивте симнување на блокадата, ќе дојдам, пратете по кој да е. Тоа може. Повелете, добар ден. Добар ден. Али се во програм? Се слушаме, повелете. Добро. Сега вака и со... Аха, кажете, ве слушам, повелете. Значи, по налог на бугарска влада во времето ВМРО кога беа таму, Добро. на чело со Ванцо Михајлов, по налог на држава и се паа 3000 души ВМРО-ци во Бугарија со поддршка на после и Бугарија агресор 1943 година у Ваца ги се паа 12 деца и направија 300 зулуми во Македонија. И бидејќи е слободна темата и едно за секого што ова влада тебе да расисте со урбаната мафија, покотово во Скопје, и Holiday Inn и кај Континентал, а не е само уча. Ето у Скопје тие што му дават дозволи и тие да му се земат дозволите и се знае како двојдизово и да воведе закон за потеклото на имот на сите судии, адвокати и сите олигарси, да му се земе имотот и така државата се зајакне економски управо тој од Карпо што кажува, значи да донесе нов закон за потеклото на имотот. Тоа го барат граѓани и ова влада треба да го слуша гласот на нас. И повторувам, таа комисија да протерат да се укине таа историска комисија. Поздрав и пријатно. Поздрави до вас, до слушање. Повелете, добар ден. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Ваката е Ишо. Кажете, да.
вака да речеме сега, што гледаме, што слушаме. Од 90 навако самостојување на Македонија. Независна Македонија. Судството се постави на ред и тргна опанзива за криминал, корупција и предавство. Со судството заедно. Повидените за лично богатели. Со рекетите никој не расчисти и со рекетите. Никој. Криминал не го открие организатор. Тоа е Зоран Заев. Никој не одговара. И околе него Блема Русевска, Любен Радоевски, и Вајковиката, Ерменска, а и беше главен државен јавен обвинител, па Лупчо Коцевски. Зашто нешто не потера? Никому ништо. Колку го едер, сам си кажа дека многу искуство има и со години, како исто заедно соработуват со Добрила Кацарска. Од 86-та, тука се кажа, днешка на Канал 7. Се су сте афери, криминали преко неа, Рака и Мишкова, која и таа да ми е Јане, тоа се се поврзани. За лом се прави. Криминал, корупција, предавство, што не. А судството и обврска и за предавството, што пазарувањето за нацијата треба да е пресуден. Никој не одговора. Ево до ово реже сега, да ни барат нацијата. Они се откажали од нацијата, од се откажали. А не учествувал, ВМРО не учествувал тие договори, пазарување, и народот не знае. И сакат се уставни измени само да менуват, за да се да биде учесник и ВМРО и народ да го предаде. Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Здраво, Ицо. Здраво, повелете. Поздрав, Ицо. Благодарам, ве слушам. Поздрав. Сега нешто, две-три теми допатам у слободна тема. Одлично, да. Па, прво ви кажа, ја слушав емисијата на вашата емисија од 15 до 9 со Мерцер Бивали, со Насер Хемани, тој од ЗНМ и Кржаловски. И шубаво си кажат овие двајцава албанци во Македонија, шубаво вика, лесно е тоа, само подпишете договор со бугарите дека сте биле 41-а, сте биле бугари до 41-а, ами ако е така лесно, па еве им препорачувам, имаат албански партии, нека даат еден предлог во парламентот, сите албанци и турци и власи, да се пишеме сите бугари ако е така лесно. Ајде, ако се толку мажи ја сакаат Европа, пиши се бугари дека си до 45-та, ете ви Европска Унија, бре. Ако е толку лесно така да припане Мицковски, бил Мицковски крива, абе не е Мицковски, јас сум првен противник да се стават бугарите. И тоа неотложено. Што е во македонскиот јазик народ? Што сме ние? Кредитни сме ние? Неотложено ќе било. Абе како одложено? Призна ги македонците во Бугарија, ќе ги признат бугарите во Македонија. Решен е проблемот. Некој таму му текнало, ќе подпишува со 60 пратеника. Кого го праша они? Македонскиот народ? ВМРО или други партии што се за македонци? А второ ви кажам и тема за овие полицајци што ги затворија, што се у притвор. Ево е памет за македонската полиција. Полицијо моја, ве затвораат сега. И тие што ве затвораат, тие требаше да ги бранеа криминалците и суди и обвинители ги бранеа. И доживеавте тие што требаше да ја бранат Македонија. Ми благодарам, ве поздравувам, но ете и ова што го зборувате околу тоа како кон ЕУ по однос на условите поставени повторно се сведува на нашиот пристап. Гледате дека сите барања генерално на ЕУ, вклучително и Бугарија како земја членка на ЕУ, си се конзистентни, постојани, во континуитет, нема осцилации. Тоа е рамна линија. И само се врши притисок, односно се игра на кондиција. И гледате, малку пауза, па ќе почнат. Мини турнеја, балканска турнеја, ово и оно и еден друг трет, па иницијативи од овде од онде. Нема никакво отстапување, пристапот е идентичен.
За жал и кај нас е некако пристапот по континуитет идентичен, но во онаа друга смисла. И тоа што велите, па да стават тие и така натаму. Но затоа и спомнав, имате предвидена средба председател, па не можел председателот. А добро, не може ни нашиот тогаш. Кој ќе дојде премиер? Ќе дојде нашиот премиер, ако може. Што има тогаш премиер може? Еве го. Повелете, ќе го консултираме нашиот премиер, па зборувајте на ниво како што се зборува амбасадорски состанок, состанок на земјите лидери, премиери или така натаму. Од Балканот и на тоа ниво учествуваат. Амбасадорски состанок или кој да е. Но вие ако ја немате таа конзистентност од почеток, од поставувањето на работите, значи кој каде седи, зборувам за таква висока политика, високи позиции, тогаш и по однос на таа геометриска прогресија, тогаш и резултатите се такви. Тогаш имате, ставете, отворете устав, па ќе ставим. Не, него, ако се знае кој каде седи, праќаме премиер, еве премиер наш, праќаме председател, еве председател наш. Бараме устав, отворете. Отворете и вие ставете наши. И тогаш истото функционира. Направете ова, одлично, сменете и вие. А ние веќе сменивме. А добро, се извинуваме, ние не сме смениле. Вие сте понапред земја членка на ЕУ. Одлично. Значи ние назадуваме, еве, ве следиме, сега ќе направиме, ќе смениме. Да, но и ова да направи. Да, ова да направиме добро, културни центри и така натаму. Одлично, отворете и вие културни. Тука гледате, немате тоа. Направете тоа. Ова да имплементирате, одлично имплементирајте пресуди од Страсбург. И готово, тоа е, тука седи, не знам, техничкиот персонал, ваму седи, не знам, другиот персонал, посебно седат овие кои преговараат. Не, кај нас е, затоа гледате стихино, се едно, за како ви да е настан, инаугурација на председател и така натаму, кој стигнал, отишол. Не се знае кој е, како е. Само да е некоја релација, врска, отишол градоначалникот, не знам, председателот на местна заедница и кого земал со себе. А камоли на вакви средби? Тоа се ситуациите кај нас. Или се оди на свадба, земал службено возило, обезбедување и не се знае кој е внатре. И потоа тоа се резултатите, а од нив нема што од тие да направат, што тие си прават континуирано, гледате. Држат на кондиција, нема отстапување од нив. И ние го правиме континуирано, но таа друга крајност. Стихино и нема што ни кажат, добро. Кога треба? Во еден наутрок. Ќе дојдеме во еден наутрок, само кажете. А утре доаѓате, добро, готово, ајде. Повелете, дојдете, мини турнеја балканска. Па ќе поминат 5 земји за 2 дена. Почнале од Белград, па попладне е во Косово, па вечерва е во Македонија, готово, ние на нозе, ќе ни дојдат. И морате се да испланирате и почините спрема нивното. И тогаш и тие се учат за тоа, само ќе испорачат. Утре доаѓам, сменете таму знамињата, ставете такви. Добро. И потоа реагираме, па не направиле ни, па ти едноставно немаат ни свест за тоа. Се гледаат како функционираме. Затоа велам, нашиот пристап е битен, почнувајќи од комуникацијата. Да се видите, не може председател, па ништо тогаш, што ако. А премиерот може, одлично, видете со премиерот, ако може, тој нека се видат. Ќе биде добро, унапредување на односите секако, во секој случај, добре дојдено да имаме комуникација. Повелете, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува, повелете. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Се слушаме? Се слушаме, поздрав, повелете. Исо, Да. Не морам јас да кажувам ништо кога ти се кажа. Се е точно. Вие заедно кажуваме, да, повелете, слушам и сакам да слушам, да. На бугарите му подпишија Македонија без разлика која влада дека за да влеза во Европска унија с недобро соседи, му подпишаја. Утиреципротитет не бараја тогаш. Подпишете бланко дека 7 години, ако не се лажаме, ова комисијата. Не, остате комисијата. Откако е, договорот за добрососедство, добро. Да. Ме разбирате? Да. Па тие што му подпишаа тогаш, што ти да прават реципроцитет?
Јас не салутам на бугарите, ич не салутам на бугарите. Не најдоа опција, не слижа по наводници. Така? Второ, што вие, песната е, знаете, мајка ја дава, село не ја дава. Така? Да. Одиве понатаму. Исто ти е ова. Што имам да салутам на бугарите, на грците? Имам не овде во наводници, па опци подпиша и за името подпиша за се. Па Меркел не вети, менете го името во двете ќе бидите. Така? Така. Во двете институции, тоа е организации ќе бидите. Ништо тоа. Кој дојде се во лажи? Второ, што сме запнале толку по таа Европска Унија? Кој е покани фон дер Лајен, кој е, например, не е покани Трамп? Зашто да е покани? Тој е оценил дека ова ќе се распадне. Одам понатаму во возу се правеше, се пиеше дрога. Тројца не е важни на Европска Унија. Јас сам му честитам на овој Маđарска председател. Точно предвидел што е. Што роди Украина сега да ве прашам? Што роди Молдавија сега? Абе ние да се бешиме по двајца од град доброволно. Не му е гајле. Путин не се разбираме, јас не знам уште. Европска Унија. Батали бре свет, тоа е пропала ситуација. Таа е до 30 година. Ако не се распадне, јас на сатот во Прилеп ќе се обесам. Ќе се распадне, се осеќа. Да, благодарам, но немојте што и да е, особено не заради такви работи. Повелете, добар ден, ајде да не должиме. Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, се слушаме, повелете. После долго време успеав да ве добијам. Да, баш. Поздравувам вас и слушателите и гледачите сите. Благодарам. Сакам една тема да отворам, после слободна тема. Како да не? Јас се јавувам од Прилеп. Сум дел од оние што порано го напомнав тоа, од оние на кои фирмата 11. октомври Еврокомпозит му должи, која е сега во стечај. За пример да дам една работа читав скоро Volkswagen во Германија, на секој вработен кој заминува од поради принуда, заминува од фирмата, тоест ги отпуста, му дава по 400.000 евра. Што е за нас некако сон. И слушам многу пати властиве наши сегашни, многу се фалат, целе ова, че правеле она, брзи пруги. Ај, вратете му ги парите на вработените на кои сте му должни, господине Мицкоски, како држава. Затоа што Еврокомпозит беше под раководство и на ваши кадри на времето, од ВМРО кадри, и на кадри од СДС. Меѓутоа, голи, живи, гладни остана околу 400 и кусур работени, на кои фирмата му должи кому 15, кому 20.000 евра, кому 5.000 евра и така натака. Пошто сега и да избори имате шанса да се покажите и пруги големи градите од 2 милиарди евра и не знам што правите во градишта, само борзо на вработените до 11 октомври не му го враќат. Да напоменам, фирмата беше државна, од државата, која, имаше прилика да биде раководена како фирма и од директори поставени од СДСМ, кои за свое време, неплатените придонеси за пензijsko ги платија, се останува на вас како ВМРО, држава. Така, да истече времето, но ви благодарам, иако ова информација за една тажна приказна. Не е единствена, за жал, но добро е сепак да се земе предвид токму околу тоа што се случува, како се развиваат работите. Добро е да слушнеме и нешто ново дека се прави, но секако нешто што постоело дека престанало да постои, а многу такви работи имаме, не е навистина добра вест. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани сум. Добар ден, почит до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. Ви благодарам, повелете, да. Еден настан, мислам, воопшто не беше коментиран во нашиот дебатен клуб, но јас ќе ја загатнам таа тема. Не би требало да се мешаме ние како општество во црквата, затоа што тоа е посебна работа, меѓутоа изборот на митрополит помеѓу двата владика предизвика политичка поделба. Но тоа и не е прв. Сега историски да не ве навраќам, значи четвртата точка од правата на граѓаните, декларацијата на АСНОМ,
ги гарантираше верските слободи, па сега да не објаснувам си државен удар каде се суспендира автономските постулати. Лазар Колишевски од Сојузот на комунисти и Елисија Поповски Марко како директор на УДБА вршеа конфискација на црковни имоти, се мешаа во верските работи. Кога видоа Сојузот на комунистите дека ќе ја изгубат контролата врз црквата, дури подоцна се формира автокефалноста 1967. Дури 98 со власта на ВМРО се враќаат имотите, но политичката замешаност и поделба останува. И сега јас ова кога ќе го речам, ќе рече некој, овај платеник, ваков, таков, никаков. Меѓутоа доказот на мојот сомнеш и тврдење дојде од сосема неочекувана страна, односно од мојата идеолошка противна страна. Еве и самите ќе чуете во еден интернет подкаст Боријан Јовановски што изјави. И затоа мене ме нервира воопшто што трошиме муабет на владиците, пак ќе ти кажам, дел од нив ги има инсталирано УДБА уште во времето на Југославија. Уште се актуелни. Значи, и затоа до ден денес имаме проблеми не само каде што не треба политика да се меша, пако сакате и црква, пако сакате и железница и други, но... Така да, за жал навистина. Кратко времето и точно не беше коментирано ова, но до толку подобро и што го отворивте вие како тема и може и да го развиеме секако од понеделник понатаму. И така ќе видиме како ќе се развива. Допрва и таа церемонија на Плавшник, колку што слушнав, треба да се заврши, така да, тоест да се реализира. Така што еве можеме секако да го дебатираме тоа во следните, при нашите следни средби. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па многу погрешно е што го употребуваме терминот градежна мафија, урбана мафија, кој се знае дека е градоначалничка мафија. Ај сега и со вака сега да се во светот постојат големи држави со се големи сили, средни држави и мали држави, кои што сме ние. Малите држави треба се што ќе посакаат средниве и големиве држави да им удовола. Така функционира свет. Сега, имаме мали држави што каде стандардот е поголем од големиве држави. Например, Исланд поголем од америчкиот стандард. Исто Луксембург поголем од америчкиот стандард има. Како направиле они тоа? Тоа направиле со добри политичари, што ја сакаат државата и знаат како да стратегија имаат, како да се бораат со тие големи сили, со поголемите држави, средни, јас ги викам. Биле се многу паметни и така со децении трае. Ние ова ко мала држава што сме скарани со сите држави, не идат работите надолу. Немаме никој пат национален консензус. Ово самостојување под ден денска. Партија гледаме, едната сака на власт, другата сака и само за власт се борат. А власта ја користат највише у криминални цели. И тој е абсурд, криминални цели си ги законски си ги намалија, се законски се работи. Те 61 пратеник димаш и законот е утвор. Ви благодараме, поздравувам. Инаку, според дефиниција за урбанистичка, попрецизно, мафија, во неа влегува помеѓу другото таа релација инвеститори, градоначалници и така натаму. Со други зборови, не може да функционира и да се реализира таа урбанистичка експанзија без учество на најмалку на локалната самоуправа. Секако и други фактори, но ете, тие може би доволно е само да замижат.
И тука е таа клучна работа што денеска го слушнав баш и Александар Николовски во врска со она во Охрид што се градат хотели и така натаму. Па вели лицето кое се поврзува нели со тоа не би си дозволило, имајќи предвидете и во каква имотна состојба и така натаму, да прави нешто тамо, ако не го решил, ако има грешка, односно пореметен редослед на чекори, да не го реализирал тоа, да не е легално. Но тука е токму проблемот, тоа е тој дел, затоа велам, урбанистичка мафија е спрега. Инвеститори, градоначалници и така натаму. Дивоградба може физичко лице, почнал гради куќа или ѕидче некое, па ќе му го срушат или ќе бара легализација. Не може хотел да гради некој, а да не го средил тоа. Но ако го средил, особено на место како што е, не знам, Охрид и УНЕСКО и така натаму, сите оние и не само укажувања, критики, туку и директно закани кај ќе се одземе дека нема да биде под заштита на УНЕСКО, и тоа дека е заштитено подрачје, покажуваат токму дека тоа функционира. Тоа е најголемиот проблем. Што тоа се става законски. Ако не е по закон, направи го да биде законски. И готово. Со други зборови, ако на тој потек каде што, не знам, некој е фатен или со преголема брзина или сака да оди со поголема брзина, 40-те, сменете го знакот, нека биде 200 и тој ќе помине со 200 и ќе биде по закон. Тоа е работата, тоа е проблемот. И така да во ред тоа, Николовски или па да, сигурно, тоа е трагедијата тогаш. Што е легализирано. Или исто гледам сега некоја акција, кампања, нула корупцијата, да видиме сите дали да се освести народот. Па не тоа во народот, што има народот корупцијата да... Апсолутно некако се прави одраз како од огледало, токму таму каде што треба да се рефлектира. Народот сега дали ќе имало ефект, па што да има на народот? Народот да смени нешто. Не може од платата да преживее, па не нешто друго. Така и ова, главниот проблем е тој. Во таа, велам, дефиниција урбанистичка мафија се подразбира, тоа е јасно. Затоа сите објекти, тие се легални, нема што. Токму тоа и Николовски го зборува денеска, слушам. Да, тоа е според ДУП. Значи влегло во детален урбанистички план и така натаму. Сите овие работи сега затоа Арсовска што излегува и така не е само Арсовска, значи комплетно. Со што излегува таа? Таа се повикува токму на тие работи. Не гледаме ништо конкретно од обвинителството и така, но таа не вели гради некој така. Таа документацијата, папиролошки, на тоа се повикува. Се менува, се внесува, се прави. Значи се легализира. Тоа е суштината. Ако е така, велам таа што го... Затоа што, за жал, немаме ништо од таму. Но така стојат и, велам, никој ништо не им може, еден куп објекти и таа градежна експанзија е во подем, токму затоа што е се регуларно. Никој не излегол да гради зграда така. И тоа е главниот проблем тука, што таа спрега функционира. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, да, повелете. Види вака, најактуелно оваа недела ми беше инфлацијата вели порасте за 3,6. А, да, или да, добро, да. Или 3,3 беше, во ред. Тука, добро, да. Не држате. Да, добро, во ред, да. А платите на функционерите дали за 13,8, колку што се сеќавам. Така ли беше? Па затоа таа инфлација порасте за да му се зголема платите. Тоа нешто СДСМ обвинува и овие од синдикатите, но официјално не слушнав, но добро, во ред, да. Јас точно го гледам. Да, добро. Меѓутоа, овој народ гласаше за една партија која велеше дека оние 78% ќе ги врати назад во реална смисла на платите за функционерите. Дури и патните трошоци ќе ги укине. И многу ми е јасно сега, врана со врана не се ивадат очите, кај што треба да лапат, да си изразам пари, заетнички се.
Ние джабе се третираме, ВМРО, ЕС, ДУИ, се тепаме народот. Тие си шуруваат заеднички, се тераат работата и секој му е чест. И што сакам да кажам? Не 13,8 да си изголема платата, 138 сакам да изголема. Дали овај народ ќе мрдниме ние, неуспешен референдум, промена на име и не знам што влез во устав. Од дома по телевизија ќе плачиме, не вреди. Не вреди ИСО. Затоа ви викам дека во народот е грешката. Ако може во Италија да се менуват присилно или било како влада, па што тука да не. Ние сме мирен народ и еднаш кажа, благодарение на темпо ние троне разбуди Тито. Завршувам со мојот збор. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, поздрав. Вака на Луксембург и на Исланд не им се соседи, нашиве соседи. Немаат Букурешки договор, има мала разлика, нели? Во историјата, во све има разлика. Страшни споредби правиме. И ти честитам исо нова титула. Владиката е господин, а ти си почитуван. Па и повеќе, мислам... Да, од сега имам намера така да ти се обраќам. Почитуван господин Исо. Така. Еднаше малка. Леле, моли мајко. Нели сега е малце појасно ние што збориме овде со корени. Нели овој сијарто полека ги отвара очите и на овие што им се залепени со СДСМовски лепак, трепките, дека не е само до бугарите проблемот. Кажа амбасадоров и министеров маđarски, што се зборува таму? Така, додека тука ги тапчаа по рамо нашите. Уште ли треба отварање на очите? Уште како да се одлепат очите? Со разредувач? Не знам како да им ги отвориш повеќе очите на луѓето. 25 години не блокираа бугарите. Кој не блокираше предходните 20 години? Тоа вели Сијарто, да. Толку ли не треба да си слеп? Ама сега гледаш, немало политичари со авторитет. Имаше пред тоа. Знаеш, беше со авторитет, оние 20 украинци која го мафта една година. Циркуси си правеа скечови со него, цела Европа ни се смееше. Исто Ковачевски ден авторитет. Што да ти кажам? Сега Гордана, не личи Гордана, не може да има авторитет ко Стево. Не личи жена да му рече љубави, така? Не бива некако. Може само се гушне се љубави да му рече. И нема авторитет. Тоа е тоа се, што да правиме. Тие што беа со авторитет, ги избркавме ние од власт. Кој не е крив? Благодарам и поздрав. Ви благодарам, поздрави до вас. Добар ден, повелете. Да, повелете. Види, кога го спомна Сијарто веќе, ја мислам дека човеков тоа ја тука да каже она што народот така да го чуе. Али, како што кажа он самиот, значи, кажува дека они уствари разговарат и другачие, али кога треба за официјални ставови на Европска Унија, они ја тераат нивната работа, агендата нивна, тоа значи девалвирање на нашиот јазик, име, идентитет и се останат. Он моментално е инструиран да кажува убави работи, да народот тоа што сака да го чуе, затоа што доаѓа октомври месец. Да се локални избори. Инаку, ако им сметаше оваа власт на овие европски функционери и све останато од западот што доаѓа, бидете сигурни дека уште у зародишка поништа немаше да постои, нити да профункционира. Така да, ја многу не му верам за Сијарто. Ја познавам многу на времето политичари, функционери кои доаѓаа со празни раци и одеа со куперчиња пуни пари. И во времето Вандерштул, кога се наречете Стулов универзитет, дојде гол, се отиде со купери пун со пари. Така да, моментално, за оваа каста, што владее со држава, им годи овој муаве се го каже, тоа не го кошта ништо, тоа денеска кажа, утре ветеродно. Не знам друго што да кажам, има се нешто да кажам, ама ми избега мислата, али сепак
Пазете се ослабторешиви луѓе, затоа што они секако змии отровници вскриени под некој жбунј, нема да видите кога ќе ве касне. Поздрав. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, историк. Поздрав, да, се слушаме. Така, јас би сакал на пример да искористам моментот и кон тебе едно прашање. Да. Секојаш кој го потпиша Преспанскиот договор? Добро. Го потпиша премиерот на Грција и од наша страна министерот, така? А овој другиот со краватата се реши настрана. Значи, каква е таа сериозност? Зашто тогаш не е бар-бар, премиер со премиер? Да, добро, Димитров Ципрас, мислите така? Да. Добро, а за премиер, така? Да. А како тоа објаснува тие од другата страна, од нашата страна, може да најдеш барем некој на постојка да можеш да бе потпиши ти од македонска страна. И што ли си мислеа грците во тој момент кога од наша страна потпишува било кој? Не е било кој, меѓутоа не е на нивото на Ципрас. Па знам, но и потоа, еве, континуитет ни се случува, потоа збориме Османи потпишал ова и така натаму. Тоа е истото ниво ако зборуваме, да. Мислам, потпишување на клучни промени кои потоа, гледате, не може да се поместат веќе. Или многу тешко. Не, тие знаат дека прават нешто криминално и тешко кон народот. Тоа е само избегнување покасна одговорност од некој тежок затвор. Девек не бех јас, обесатој го брат ми. Не знам јас, а седи там, после тоа краватата му е клава на Ципрас на врато, гушкање басање, и тоа потписо на Димитров, така? Тежината е на Димитров. Па да, јасно е. Министер за надворешни, кој да е, на институцијата министер за надворешни. И како сега ние авторитет пред светот ке што бараме жртва, ние да потпише век насни работи. Ние бараме сега зашто Гордана не била на нивото со Радов. А едноставно жената се погоди таму, од другата страна не дојде друг, меѓутоа да се слушнеме. Тие разговори секако ќе бидат пренесени кон Радов. Само ние сме таков народ, ние сме злобен народ, чуден народ. Пријатно и. Да, пријатно ви благодарам. Но добро, затоа реков, особено имајќи го предвид тоа искуство од, гледате, на некој начин и тие асиметрични средби. Не е битно името кој бил, не знам, представник на таа институција во случај со Преспанскиот договор или некои други, туку зборуваме институцијата министер за надворешни работи. Тоа е потписот. Дали е, не знам, Османи потпишал тоа, дали е Димитров, дали е, не знам, кои веќе други биле. Институцијата министер за надворешни работи потпишува. И, значи, имаме асиметричност и таа потоа продолжува. Во реде да продолжи ако ни носи нешто добро. Гледаме дека потоа, еве, дебатираме за тоа, дискутираме, па како можел? Па да, па како? Па тогаш, ако имаме нееднакви, како функционира тоа? И тоа е прифатливо сега. Во тој контекст, велам, ќе ни донесе ли нешто добро? Ќе има ли, за жал, до сега не донело? Имаме некако испревртени работи. Тој што треба да потпише или за да биде на исто ниво, тој вратоврска разменува. Не разменува, подарува. Не беше тоа размена. А потпишува друга институција. Повелете, добар ден. Исо. Да, поздрав, повелете. Дали се слушаме? Се слушаме, повелете. Вака сега. Ќе дадам решение како да спасиме држава од распаѓање. Добро. И од финансиски колапс. За да ги разбудам овие заспаниве што уште гласаат и, да кажеме, ги бранат од СДС предавниците. Другите веќе се будат, се гледа тоа. Што треба да се направи? За да ја спасиме државата финансиски, треба закон за потекло на имот. Мислам, прво треба цел народ да се разбуди, да се обедини и 100, 200, 500 илјади да излезат пред парламентот и да бараат закон за потекло на имот. И конфискација. Све што украдено овие 30 години се врати назад. Тоа се над 30 милиарди. Ке се вратат кредитите и ќе има пари и за бескаматни кредити, за мало стопанство и за се. Потекло на имот од градоначалници до директори, до овие политичари, до суди и до обвинители. Втора работа, стратешко пријателство со Кина. Кина да отвори фабрики за здрава храна и патишта и возови, тие може да направи најевтини и најбрзо
и најквалитетно. Како ќе ја спасиме државата од надвор? Прво што треба да направиме е референдум да си го вратиме името. Потоа сите предавници од СДС што дигнаат два прста за Бенкел и Енкел, штетниот договор над 1,5 милиарда и за промена на имото, сите тие праденици у затвор за предавство. Потоа такви договори се подпишуваат меѓу двајца председатели. Они го игнорира Иванов председател. Тоа е противуставно. Уставот не знам зашто Уставниот суд не знам зашто дреме и кјути. Потоа што треба да се направи? Сите договори, бугарско-францускиот, овој бугарско-албанскиот договор, каде што СДС им дадо на албанците да договарат за идентитетот, да се поништи. И овој што беше Охридскиот договор за територијална... Да, ете, за жал, истече времето. Ви благодарам. Поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден, имаме ли време? Да, за жал, ете, завршуваме тука. Секоја средба е добри се овие разговори, дефинитивно наведуваат и на размислување, даваат многу информации од кои може да се извлечат заклучоци. Добра е во таа смисла и секоја средба, независно председателката со премиерот Желјасков и така натаму, но е битно да се има предвид што понатаму кој ќе ги донесе клучните заклучоци. И финиширањето на тие договори да биде во согласност со надлежностите и со законот и со уставот. Во таа смисла да се разговара, може да разговара и секој, и ние предлози даваме и добро е да не слушнат. И сигурен сум и дека не слушаат. А потоа, кога сето тоа ќе се заокружи и обличи за некој општо добро, таму каде што треба во рамки на надлежностите, така и да се официализира и така да биде добро. А потоа, кој сака нека дава вратобрски, нека прима и слично. Тоа е веќе второстепено и резултат на добро направената работа. Ви благодарам за нашата добра дискусија, ви посакувам пријатен викенд и добро здравје. Останете со Телевизија 24 во добро да се видиме од понеделник. Довидување.